Постојат повеќе ризик фактори за остеопороза и за тоа на некои можеме да влијаеме, а на некои не. Полот е еден од главните ризик фактори за остеопороза, бидејќи жените се под зголемен ризик за оваа болест, пред се затоа што рано влегуваат особено оние кои рано влегуваат во менопауза, бидејќи тогаш започнува нагол пат на репродуктивните хормони, односно естрогенот, кој што е многу битен во нормалниот метаболизам на коската. Понатаму, значи, луѓето кои што имаат генетска предиспозиција во фамилии кај што има склоност кон развој на остеопороза, имаат зголемен ризик за да се појави ова заболување. Како старееме, така исто така ризикот за да се појави остеопороза се зголемува. Постојат и фактори на кои што можеме да влијаеме и тие се можеби најбитните за кои што треба да позборуваме, затоа што навреме треба да ги препознаеме и да ги соодветно третираме. Физичката неактивност. Живееме во време каде што се помалку се движиме, има многу малку физичка активност, како резултат на тоа доаѓа до нарушување на нормалната физиолошка метаболичка активност на коската и се создаваат поголеми шуплини во самата коска и како резултат на тоа може да дојде до скрашеница. Понатаму пушењето на цигари исто така е еден од крупен ризик фактор за појава на остеопороза. Некои болести пред се на дигестивниот систем кои што ја оштетуваат ресорпцијата на калциумот во цревата и доведуваат до намалена густина на самата коска. Болестите на тироидната жлезда, зголемено влачење на тироидни хормони, на паратироидни хормони, исто така влијаат на метаболизмот на калциумот и доведуваат до некаква форма на остеопороза. Употреба на некакви лекарства. Повеќето од пациентите заради најразлични причини, најразлични заболувања се дават кортикостероидите и како резултат на тоа, значи, доколку долготрајно се употребуваат, може да доведе до појава на остеопороза.